Охрид се наполни со млади на интердисциплинарната студентска конференција. Литвански експерт за тоа како се шират пропагандата и дезинформациите. Екоцидот станува најтешко кривично дело. Здраво на сите, јас сум Нина, а ова е најновата епизода на Шорткат, вестите за млади. Останете со нас. Паника меѓу младата популација настана на социјалните мрежи откако САД се придвижија чекор поблиску до забраната на TikTok. Представничкиот дом усвои закон кој може да доведе до отстранување на TikTok од сите американски продавници за апликации, освен ако кинескиот технолошки гигант, собственикот на TikTok ByteDance, не го продаде својот удел во платформата. Законодавците велат дека собственикот на TikTok ByteDance е поврзана со кинеската комунистичка партија, нешто што го негираат и ByteDance и TikTok. Одлуката сега е во рацете на Сенатот. Викендов Охрид се наполни со студенти, се одржа интердисциплинарна студентска конференција организирана од УСС-УКИ. Финансиска едукација, аспекти на урбано планирање, музикотерапија, јавно говорење, унапредување на кариерни вештини и градење на свој бренд беа само дел од темите на работилници кои студентите имаа шанса да ги посетат. Целите на ова академско собирање беа преплетување на знаења и идеи како исплатување на студентите, а овој настан воедно представуваше и најголема интердисциплинарна студентска конференција во земјава досега. Литванскиот истражувач доктор Нериус Малиукевичиус беше во дводневна посета во земјава каде што се сретна со голем број студенти, граѓански активисти и новинари. Негова експертиза се лажните наративи, пропагандата и дезинформациите, а ова се клучните поенти од неговите излагања. Закани за бомби во училиштата, хакирање веб страници на медиуми и на државни институции, фарми на тролови. Механизмите за ширење штетни наративи, пропаганда и дезинформации се речиси исти секаде низ светов. Ова беше само дел од предавањето пред студентите и граѓанските организации, што во Скопје ги одржа литванскиот експерт доктор Нериус Малиукевичиус. Огромен беше интересот на младите да научат што повеќе методи и алатки за борба против дезинформации. Во однос на заканите со бомби што континуирано се случуваат во голем број држави, меѓу кои кај нас, тој вели дека целта најверојатно е тест за безбедносните системи во државите, па така во Литванија бил испратен еден ист заканувачки мејл на повеќе од 490 електронски адреси. Во интервју за Мета МК, Малиукевичиус зборува и за шемата и начинот на кој се шират штетните странски влијанија и дезинформациите. The main pattern is this new type of operations where they combine cyber and information attacks together. So usually there's a hacking of, for example, news outlet or internet portal, and then some fake news or disinformation article is being inserted into this news portal, which alleges, for example, that NATO troops committed crime, or some for example, politician is a corrupt politician, but he's specifically very anti-Putin, anti-Russian, and so on. Но зошто некој би сакал да шири штетни влијанија, наративи и пропаганда во мали држави како што е Северна Македонија и која би била целта? Usually the target of those attacks are, as Russia considers the main enemy, those actors that support NATO, that support European integration, be it civic NGOs, activists, be it political parties or politicians. In the end, they become the target of those nasty disinformation campaigns. They being trolled, they are being physically, sometimes even abused and so on, in order to really break their motivation to continue their activities. Малиукевичиус вели дека секој треба да си го преземе својот дел од одбраната на демократијата и одбраната на вредностите, државата, невладините организации, новинарите, граѓаните. Смета дека во владата мора да има координативно тело за да реагира на информацијските напади, граѓаните повеќе да се едуцираат, а медиумите да ја одиграат својата примарна улога, бидејќи тие се најефикасниот филтер за дезинформации.
Екоцидот ќе се вбројува во листата на најтешки кривични дела откако минатата недела стапија во сила измените на кривичниот законник за дела против животната средина и природата. Екоцидот е дефиниран како долготрајно и широко распространето загадување на животната средина кое предизвикува сериозна штета, а казната која е предвидена е од најмалку 10 години до доживотен затвор. Правниците што ги консултираше МТМК сметаат дека законските одредби тешко ќе се спроведуваат во практика. Од Сдруженијето на млади правници тврдат дека поголемата заштита на животната средина нема да се постигне само со измене на законите, туку и со вложување во капацитетите за нивно спроведување во практиката, но и со едукација на судиите. За крај ви информираме за една успешна обука за млади на Фондацијата Метаморфозис и Меѓународниот центар за новинари. 15 на млади учествуваа на втората обука во рамки на програмата Новинарство за новата генерација на тема Справување со дезинформации и проверка на факти во Велес. На обуката младите имаа можност да стекнат знаење за начинот на проверка на факти, да ги научат основните техники и самите да земат учество и да извршат проверка на факти. Ке следува уште една од вкупно 3 обуки, а најдобрите учесници ова лето ќе имаат можност за платено практиканство во медиумите на Метаморфозис. Најдобрите тројца ќе заминат на еднонеделна студиска посета во САД. Дојдовме до самиот крај на емисијата. Се гледаме наредната недела со сите новости за младите, а вие вашите предлози и сугестии можете да не ги пишете на Инстаграм и ТикТок. Поздрав и секоја добро!